Почитувани, ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Како мајките денеска балансираат меѓу кариерата и родителството? Според истражувањата, тие работат и до 14 часа дневно, како да имаат 2 работни места со полно работно време. Кои се најчестите предизвици на вработените мајки? Ќе појасни Данча Азманова-Мирчевска, основачка на платформата посветена на поддршка на вработените мајки Working Mom. Зошто некои деца хрчат додека спијат? Дали тоа значи дека детето е болно или пак нешто му го попречува дишењето? Што се треба да знаеме за хрчењето кај децата, кога е тоа безопасно, а кога знак за нешто посериозно? Разговараме со доктор Адријана Угриновска-Пандева, специјалист по педијатрија. Разговорот ќе го проследиме по рекламите, а ќе имате можност да се вклучите со ваши прашања во програма. Затоа, останете на Телма. Грижата за децата е целодневна работа. Мајчинството не е одмор, туку втора смена. Па како вработените мајки да се соочат со предизвиците и успешно да ги решат? На оваа тема денеска разговараме со Данча Азманова-Мирчевска, основачка на платформата посветена на предизвиците со кои се соочуваат вработените мајки Working Mom МК, сопруга и мајка на 2-годишно синче. Данча, добре ни дојде во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Марија. Навистина сум благодарна за оваа покана и се надевам дека ќе покриеме теми што се навистина значајни за мајките. Што ве поттикна да оформите една платформа посветена на вработените мајки? Па пред се платформата настана поради мојата потреба, моите предизвици што ги има во текот на бременоста и како нова мајка, бидејќи јас немав класична бременост, немав класично породилно отсуство, бидејќи тогаш во тој период веќе имав мој бренд Trixie Box и уште во болница, откако се породев, јас веднаш продолжив да враќам на пораки на купувачите и некако во тие моменти осетив потреба дека ми е потребно едно катче каде што нема да биде срамота, нема да ти судат ако сакаш во исто време ти да си и посветена мајка на своето дете, меѓутоа и да си продуктивна личност, жена, професионалец, која што не сака да ја уназади својата кариера или да си ја стави на пауза само затоа што се породила. И така, што ми ја основав платформата, сватив дека за неа всушност имало огромен интерес, бидејќи многу луѓе ми пишаа дека многу брзо стекна популарност. Многу, да. Да, уште истиот месец, еве, денеска наскоро ќе полниме 2 години, веќе мислам дека е национално позната и драго ми е што се повеќе луѓе читат и ја гледат важноста на една ваква платформа. Пред да стане оваа платформа позната, вие понудивте на едно наше познато списание да напишете бесплатно колумна токму на оваа тема за предизвиците со кои што се соочуваат вработените мајки, но бевте одбиена. Да, тоа е прилично сурова приказна. Јас се понудив на повеќе портали да им напишам бесплатно некои совети, некои предизвици, како јас сум се справувала со тој период. Меѓутоа, од оној портал кој што ми беше омилен, кој што го читав секојдневно, бев одбиена, бидејќи ми кажа дека јас не сум инфлуенсер и дека на гледачите, на читателите нема да им е важно на што јас имам да го кажам. Тоа многу ми изреволтираше. И всушност и самата платформа Working Mom, секој може таму да сподели искуство, без разлика дали имаш 20 следбеници на Инстаграм, дали воопшто немаш Инстаграм, или си популарен во цела Европа, во цел свет, секоја мајка, секој татко е добре дојден да си ги каже своите предизвици, бидејќи не мора да значи дека само мајките што се инфлуенсери или се многу популарни имаат што да кажат и дека само нивниот збор вреди. Вреди искуството на секоја мајка. Сечи глас и тоа е всушност и сршта на платформата. Сметам дека може и затоа се должи таа популарност. Примарната цел на оваа платформа е всушност родителите да си ги споделат мајките за табу теми за кои што ретко се зборува, и па за кои теми најчесто тие пишуваат, зашто има најголем интерес? Па би рекла дека темата грижа на совест е тема број 1 за која што се зборува во платформата, затоа што мајките имаат грижа на совест кога се на работа, затоа што не поминуваат време со своето дете. Исто така имаат грижа на совест кога се со своето дете, затоа што не се фокусирани на кариерата, но меѓутоа еве лично за мене најголема грижа на совест јас осеќам кога после работно време, кога син ми е веќе дома после градинка, јас имам некој настан, јавни настапи или други работни обврски и кога ќе дојде некоја жена или маж и ќе те праша: Данча, а тебе кој ти го чува детето? Како ти така си излезена? Нели ти е дома детето? И ова е прашање што на никоја мајка не смее да и се постави затоа што е крајно фрустрирачки.
Така, вие тоа така го доживувате, го чувствувате, а очигледно и останатите родители реагираат на сличен начин како вас. А што е со пуштањето на детето во градинка или пак поаѓањето на работа по породилното отсуство или пак концентрацијата на работното место по непроспиена ноќ? Болно дете имате, сериозна работна агенда. Да, па за мене искрено од сите пишуваат и за тоа? Да, пишуваат секако, особено за моментот кога мајката после 9-10 месеци породилно се враќа на работа и овде таа се уште се бори да се осознае кој е нејзиниот идентитет, дали вистински да се врати на работа или можеби е подобро да паузира, да си земе уште неколку месеци неплатен одмор, и тука се поставуваат тие безброј прашања, дали можеби треба да оставам ова работа, да се посветам на нешто друго и слично. Има една статистика што мене лично ми е омилена, а таа вели дека 1 од 3 мајки една година од раѓањето на своето дете решаваат, се охрабруваат да си основат свој бизнис. Значи тоа најчесто се случува поради тоа што тие се вратиле во компанијата, не ја добиле потребната поддршка и флексибилност која што им биле потребна, па решиле дека ако не сега, кога? Дека сега на вистина најдобро време да основат нешто свое, да имаат таа флексибилност што им е потребна, за кога од градинка ќе им се јават во 10 часот наутро да си го земат детето, тие без проблем да затворат компјутер и да си ги завршат сите обврски што им следуваат како родители. Има една статистика дека мајките во домот работат по 14 часа на ден. Па како влија таа перцепција дека жените нивната работа е еквивалент на 2 поработни места со полно работно време врз психичкото и ментално здравје? Да, па ова не е само перцепција, тоа е суровата реалност која што секојдневно живеат многу мајки, и некаде му доаѓа, баш правев збир дека ако се соберат и домашните и работните обврски, една мајка поминува некаде над 98 часа неделно во работа, затоа што ние сме такви, сакаме буквално да жонглираме со се, да бидеме продуктивни, вработени, да го шетаме миленикот 3 пати во денот, да готвиме превкусни јадења, да го организираме денот, патувања, да бидеме медицински сестри и возачи. Буквално сакаме со се да жонглираме, но за жал тоа е најчесто на сметка на нашето ментално и физичко здравје. Еве би направила на пример споредба со спортист кој што тренира. Да кажеме дека тој спортист ако тренира 7-8 часа во денот и тоа му оптимално, замислете тој спортист да тренира дупло повеќе и тоа помеѓу двата тренинзи да нема никаков одмор и да не биде сигурен дали таа вечер тој ќе успее да спие 8 до 10 часа, туку може некојаш ќе спие 3 до 4 часа. Колку умот и телото на тој спортист би издржал без да прегори? Веројатно неколку дена, 1-2 недели. И па така се чувствуваат мајките, буквално прегорени. Така, но не е лесно да се живее во современиот свет, во свет на социјални медиуми, кога постојано се среќаваме со идеализирани слики за родителството. Па како да се избегне чувството на вина дека не сме совршени родители, доколку не можеме, а секако дека не можеме да се вклопиме во тој калап нереален за совршени родители? Да, па всушност и тоа е најголемиот митот за дека мајката треба да биде совршена, нели, освен тоа што го гледаме што се постира на социјалните мрежи. Јас сметам дека редно време е да го разбиеме тој мит, затоа што да, ние како мајки можеби се трудаме да бидеме се на секаде, секому, да жонглираме со се, но фактот е дека не можеме секој ден да се чувствуваме како супер жени, не може секој ден да изгледаме совршено или пак едноставно кога ќе излеземе од дома секој ден да го даваме максимумот од себе. Имаме денови кога едноставно ќе сакаме да си седиме дома, да си лежиме во пижами, да си пуштиме некоја серија на Netflix и некој друг да ни го чува детето цел ден. И тоа не значи дека ние сме лоши родители, лоши мајки. Тоа значи дека едноставно некогаш ни треба време за себе, за да се рестартираме и за да имаме повеќе енергија за тоа дете и повеќе фокус и внимание што ќе може да му го посветиме. А како да се одржи оној баланс, да се биде успешен на работното место, значи да се задржи професионализмот во работата и истовремено да се биде грижлива мајка. Некој смета дека не може да бидеме успешни во двете работи истовремено. Така, па можеме или не можеме? Не се согласувам со тоа. Сметам дека се сведува на добра организација во текот на денот и едноставно значи не мора да се бира или едното или другото. Не мора да се бира. Тоа е и суштината на платформата. Значи се сведува со поставување граници. Да кажеме еве некои стратегии што јас ги користам.
до 4 часот работам, сум целосно фокусирана на работата. После 4 часот затворам компјутер, телефонот на страни, едноставно се враќа дома маш ми и детето и сум целосно фокусирана да си поминам квалитетно време со нив, да играме, да скокаме на креветот, да се возиме и слично. Друга стратегија што ја користам за да го воспоставам тој баланс е делегирање. Многу делегирање. Порано мислев дека јас можам се најдобро, да се уште го мислам истото, веројатно и многу мајки мислат дека ако тие ја завршат работата ќе биде кој што треба. Меѓутоа сватив дека како што делегирав, дека така многу ми се олеснува мене времето и можам енергијата да распоредувам на нешта кои што се многу поприоритетни. Еве на пример мајките што уште не делегираат, ја би им препорачала да пробат и ќе сватат дека зошто не го почнав тоа порано. И уште една работа што е многу важна, тоа грижата за себе. Значи, ние мораме да сме, како беше, од полна чаша можеме само да наточиме, не може од празна чаша. Бидејќи работам за себе, имам можност да си го распоредувам денот како што ми е потребно и секогаш без грижа на совест си одвојувам по 1 до 2 часа за мене во текот на работниот ден, без разлика дали ќе одам да вежбам, да се видам со некоја другарка, жена од заедницата или едноставно ќе одам да си купам некоја козметика против брчки, можеби. Така, зошто да не? Зошто да не? Сметате дека многу важно родителите кои што се вработени да ги споделуваат своите искуства, бидејќи само на таков начин се крева јавната свест за нивните предизвици. Сега врз основа на искуството на оно што се споделува, што сметате дека има потешко? Дали утринскиот хаос, кога треба сите да станат наутро, да се спремат за градинка, за училиште, за работа, или пак кога ќе се вратат преморени од работното место? Те би зборувала во моje име, веројатно во името на луѓето од мојата заедница, да утрото е хаотично, меѓутоа вечерта мислам дека е поисцрпувачка. И двете работи се прилично хаотични и iscrпувачки, но еве вечерта се враќаш дома, си играте со детето и веќе е време да си легнеш, а ти гледаш цел список обврски пред тебе, домот ти е во хаос, имаш за следниот ден незавршени мејлови и едноставно дури да сакаш да си легнеш, не можеш, затоа што ќе имаш грижа на совест, бидејќи не си комплетирала сите задачи. Дополнително, дури кога ќе си легнеш, никој не ти гарантира дека таа вечер ти ќе се наспиеш, дека ќе си свеж следното утро, затоа што многу често и не сме. Така да секоја вечер е изненадување само по себе. Така, сметате ли дека општеството, средината е свесна за влогот што го даваат за грижата кон семејството, за часовите поминати во работа од страна на жените, кон децата, а при тоа се вработени? Се препознава ли трудот? Теоретски да. Теоретски се препознава трудот, на зборови се вреднува трудот на мајката и си имаат пишувано многу статуси, многу песни и слично на таа тема, меѓутоа мојата пракса досега и моето искуство и во зборување со другите мајки покажало дека мајките не ја добиваат таа поддршка и тоа вреднување кое што им е потребно, и тоа особено во компаниите, темата што јас ја покривам. Многу компании се декларираат себе си дека се места што ги поддржуваат родителите и тоа многу привлечно звучи вака на хартија, затоа и родители аплицираат таму за работа. Меѓутоа, што ќе се случи кога на пример тој родител треба да излезе 2 часа порано да си го земе детето или пред сам состанок да започне, итно мора да излезе затоа што детето повраќало или качило температура. Едноставно те гледаат осудувачки, како да се избегало часови буквално. Така и затоа вела дека многу жени се откажуваат и во унапредувањето на работното место, само за да го задржат балансот помеѓу семејството и работата, што не е едноставна одлука сигурно. И ако имате работилници кои што се организирани во компаниите, на што се темела тие? Така да, овие работилници всушност се идеја на самите читатели кои што од самиот почеток ми пишуваа во порака за некои предизвици со кои што се соочуваат на работното место, како прегорени се, не знаат како да постават граници, како да балансираат, како да изменаџираат се да сработат во тие 8 часа во денот. Па затоа заедно дојдовме по неколку месеци собирање искуства, дојдовме до неколку теми што се како одговор на предизвиците што ги имаат тие родители, а темите се менаџирање на време, поставување
граници, воспоставување еден здрав баланс, грижа за себе, физички и ментална грижа и секако поставување на цели и активности како да се стигне до овие цели. Меѓутоа, еве најголем предизвик што би го издвоила кога станува збор за овие работилници, до ден денес, 2 години подоцна, ми е многу тешко како да им објаснам јас на самите компании дека е многу попаметно и поефективно тие да вложат финанси и време, краткорочно и долгорочно, во една ваква работилница за родители, отколку во ден за бургери. Да. Заинтересирани се вакви работилници, компаниите? Да, прилично се заинтересирани, па затоа навистина ми е драго што се повеќе се освестуваат. Кажете ми, кој повеќе пишува на платформата Working Mom МК? Дали се тоа мајките или пак може би татковците? Мајките, дефинитивно, мајките се навистина отворени и се расположени да споделат искуство. Татковците се малку посрамежливи, меѓутоа кога еден татко ќе сподели искуство, тоа прави еден огромен бум, затоа што многу татковци ја читаат платформата и едва и чекале некој да сподели искуство, затоа ете ги охрабрувам и самите татковци да се отворат и да си кажат кои се маките, затоа што има многу луѓе што читаат и врз основа на тоа им се разубавува денот и сваќаат дека не се сами во своите предизвици, дека и друга мајка и друг татко поминува низ истото и такви пораки сум примала во голем број и многу ми е драго што платформата им помага на луѓето. И тие се конектираат меѓу себе. Бидејќи се нудат и индивидуални решенија на проблемот, па кога ќе се прочита сето тоа, па може да си речеш, ајде јас вака да пробам. Да, точно. Бидејќи секој текст е најчесто подкрепен и со некои практични решенија како на таа мајка или татко успеале во одреден предизвик. Затоа би сакала што повеќе татковци да имаме на платформата, затоа што и нивната перспектива е многу важна. Значи они не се тука само да ја помагаат на мајката, туку се целосно, треба да се целосно инволвирани во растењето. Да, на детето. И што би им порачале на сите млади, но и идни родители? Би им порачала да не чекаат да достигнат некој скок во кариерата за да почнат да размислуваат за процесот на деца. Не мора да чекаат, например, да наполнат 5 години во одредена компанија за да се чувствуваат посигурно да го стартуваат процесот или да бидат тим лидер па да почнат да размислуваат кога да почнат со деца. Едноставно сметам дека моето искуство лично покажува дека имањето деца не ти ја уназадува кариерата, напротив ти ја дава мотивацијата што ти е потребна. Иако има некои такви тажни статистики што велат дека 40% од жените откако ќе добијат дете си ја уназадуваат кариерата за разлика од 10% од мажите, но јас не се согласувам со тоа, бидејќи јас лично сум пример. Затоа што во 5-тиот месец од бременоста веќе го стартував мојот прв бренд, а скоро 3 години подоцна имам веќе 3 бренда. Значи ние имаме некоја надчовечка потреба за креација и затоа верувам дека да си има деца воопшто не е пречка за кариерата, туку напротив еден огромен благослов и една уште поголема мотивација за дополнителен успех. Значи она што се сака, се може. Така е. Треба да се најде само вистинскиот рецепт за баланс. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви посакувам голем успех и понатамошен со платформата Working Mom МК. Еве ги повикувам и родителите да се вклучат и да ги остават своите искуства на оваа тема, на оваа платформа. Благодарам за поканата, навистина уживав во разговорот. Почитувани, ви останете на Телма затоа што во продолжение на емисијата следува една навистина важна тема, што ако вашето дете хрчи за време на сонот. Обично возрастните хрчат, но овој проблем може да го имаат и децата. Кои причини доведуваат до него, кое е решението? Ќе прашаме денешната гостинка, доктор Адријана Угриновска-Пантева, специјалист по педиатрија од Универзитетската клиника за респираторни болести кај децата Козле. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Драго ми е за поканата. Објаснете ни на самиот почеток, што е тоа точно хрчење и зошто се случува некои деца во сон да имаат ваков проблем? Хрчењето е феномен кој настанува кога во горниот дел на дишните патишта настанува делумно или целосно блокирање на воздухот во дишните патишта и при тоа воздухот вибрира и се слуша како феномен на рчење. Рчењето кај децата може да биде присутен кога е повремено, тоа е во ред, нормално, најчесто тоа е за време на настинки,
може да биде во сезона на алергии, меѓутоа доколку хрчењето е секоја ноќ, гласно, постојано, во тој случај ни укажува веќе на сериозен проблем за кој што родителите треба да се јават на лекар. Ајде да ги разгледаме причините кои што доведуваат до овој проблем. Дали децата кои што страдаат од алергија или пак се настинати, запнато им е носето, ќе се соочат периодично со хрчење во сон? Да. Периодичното хрчење во сон е во ред, тогаш ги лекуваме или настинката, или алергиите, меѓутоа кога е продолжено, постојано, во тој случај бараме некоја посериозна причина. Кога се настинки, вообичаено и при прашањето, кога ги прашуваме родителите дали детето хрчи, самите тие ќе кажат да рчеше одредено време, за време на настинката, меѓутоа, откако оздрави, веќе не рчи, убаво спие, мирен му е сонот. Доколку рчењето продолжува, родителите објавуваат дека рчењето е гласно, забележуваат дека има отежнато, неправилно дишење на градниот кош. Исто така пријавуваат прекини на дишењето во сонот. Немирен сон, децата се превртуваат во креветот, не можат да си најдат пријатна положба за спиење. Исто така многу често кај децата забележуваме и самите родители ни покажуваат како превитка на главата кон назад и на тој начин спијат, односно организмот е паметен и си наоѓа начин како да го олесни дишењето, протокот на воздух, па децата ја креваат главата и буквално цела ноќ спијат на тој начин со извиткан врат кон надвор. Точно ли дека главната причина за овој проблем е зголемениот трет крајник кај повеќето деца? Да, зголемениот трет крајник, меѓутоа и зголемените крајници во грлото исто така се главна причина за појава на вакво отежнато дишење, односно обструктивна ноќна апнеја кај децата за време на сонот. Исто така и дебелите, обезни дечиња, и тие имаат поголема веројатност да настанат вакви пореметувања во дишењето. Дебелината го спречува протокот на воздухот? Го спречува, да. Масното ткиво кое што се наоѓа околу вратот го отежнува протокот и се случа кај нив и рчењето, самата поставеност, односно стеснување на дишните патишта доведуваат до вакви симптоми на рчење и на отежнато дишење. А што е со положбата на спиење? Споменавте дека дел од децата ја зафрлат главата наназад за да си го олеснат дишењето во сонот. Но што ако децата спијат на грб постојано? Може ли тоа пак да доведе до проблем со рчење кај нив? Тогаш се потенцира рчењето. А тогаш се потенцирано? Да. Но самата положба на спиење води кон рчење или не? А доколку имаат проблем, води кон рчење. Да. А инаку положбата на привиткан врат кон назад, тогаш е веќе да си го олеснат дишењето, да. Како помош ние советуваме на родителите кога ги следат децата да ги постават во странична положба. Меѓутоа кај дете кое што има големи проблеми, не можат ни да го следат. Тоа е дете кое што постојано се буди, има немирен сон, прекин во дишење и тоа не е толку едноставно. Самата положба, дека може да го постава детенцето во странична положба и дека тоа на тој начин ќе се олесни дишењето. Може ли да се очекува ваков проблем да се јави кај децата кои што имаат некоја лоша навика, како што е цицање на прстот, како што доаѓа до деформитет на вилицата и на положбата на зъбите? Еден од факторите, да. Меѓутоа, најголема причина се зголемените крајници, кои што прават обструкција, односно блокада комплетно на горните дишни патишта, отежнате протокот и тоа е најчестата причина. Сега како родителите да знаат дали причината за овој проблем се зголемените крајници или пак можеби настинка, алергија или пак нешто друго тоа што го наведовте? Дебелината? Дебелината е, да, посебен фактор кој што ја усложнува самата состојба. Родителите ќе знаат дека е нешто тешко затоа што тоа е постојано и секоја ноќ се случува. И квалитетот на живот на тие родители е буквално отежнат, не спијат. Го следат детето како спие, немирно спие, има прекини во дишење. Кај родителите се создава страв дека детето прекинува да диша. И тоа е причина заради која што најчесто се јавуваат
на преглед кај лекар и го даваат тој симптом. Така, бидејќи стравуваат да нема детето случајно ноќна апнеја. Да. Ноќната апнеја обично се поврзува со возрастните, но очигледно е има и во детска возраст. Не, често и кај дечињата. И најважно е кај редовните педиатриски прегледи самите лекари да прашуваат каков е сонот. Што се случува со детето за време на сонот? Дали детето мирно спие или има некакви тегоби? Кои се опасностите од ноќната апнеја во детска возраст? Самото тоа што има прекини во дишењето, детето се буди, при прекините на дишењето и концентрацијата на кислород во крвта се намалува, односно го уморуваме мозокот. Самата обструктивна ноќна апнеја стравате од долгорочните последици. Нарушување на растот и развојот, пореметување во однесувањето, нарушување на срцевата функција, најмногу стравуваме од долгорочните последици на оваа обструктивна ноќна апнеја. Дали сите деца што речат имаат нарушен квалитет на сонот и можеби лоши соништа како што се кошмари? Не сите деца. Кога се кратки, кога се повремени, сметаме дека не е толку сериозно. Туку на децата што постојано рчат, тие би имале почести проблеми и посериозни несакани последици. Може да имаат проблеми со учењето? Да. Доколку не спијат добро? Да. Со енергијата во текот на денот? Проблеми со учењето, дневна поспаност, утринска поспаност, затоа што не се доволно наспани. Еден од симптомите е и ноќното мокрење. Да, кој што исто така ни укажува на сериозност на состојбата. Значи тие две работи може да бидат поврзани. Да. Хиперактивност на децата, значи намалена концентрација, недоволни перформанси на училиште, меѓутоа и хиперактивност. Дури некогаш обструктивната ноќна апнеја и се преплетува со хиперактивноста кај децата, АДХД, така да не може да се во одреден момент не може да се процени што е причината. Ке ги поканим и гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контактна, можете да поставите прашање на оваа тема доколку вашето дете се соочува со речење во текот на сонот. Можете да се јавите и да дознаете за што точно се работи и да го споделите секако вашето искуство. Како треба да изгледа прегледот кај дете кое што е соочено со ваков проблем? Дали им советувате можеби на родителите да направат снимка со мобилен телефон додека детето спие, за да може да погледнете, да забележите како точно изгледа, звучи речењето кај детето? Веќе се спремни родителите. Дел од нив доаѓаат со видеозапис или со звучен запис како изгледа речењето, да. Како изгледа прегледот? Тоа е редовен пожелно да видите како звучи. Редовен педиатриски преглед, ушен преглед, за да ја видиме состојбата на крајниците, дали се тие зголемени, каква е состојбата на третиот крајник. Кај нас во нашата установа би направиле алерголошко тестирање и доколку ги пријавуваат тие апнеи во сон, се прави и ноќното снимање, односно полисомнографија. Што е тоа полисомнографија? Тоа родителите треба да дојдат вечерно време, каде што се поставува едно апаратче за да се анализира сонот, дишењето. Самиот апарат ги регистрира како детето диша, какво е срцевата работа, нивото на кислород за време на спиењето, регистрира колку често се будењата и каква е положбата за време на сонот. И претпоставам дека врз основа на тоа се утврдува дали детето има ноќна апнеја или не. И тежината. И тежината. Дали со овој преглед секогаш може да се утврди причината што довела до хрчење кај децата? Дел од причините, да. Може некогаш да остане непозната? Па во принцип знаеме, ако се зголемени тонзилите, најчесто доаѓаат децата со зголемени крајници, да. Дебелите дечиња, најчесто тоа се деца во пубертет. Почесто дебелината и пубертетот некако во тој период ги пријавуваат тие апнеи за време на сонот. Особено треба да не ги спомнавме тие дечиња кои што е многу важно кај нив да се направи ваква студија на спиење. Тоа се децата со невромускулни заболувања, децата со лицеви аномалии, покомплексните состојби како што се децата со Даунов синдром. Кај нив особено овие студии за спиење треба да се направат.
Откако ќе се открие причината која што довела до рчење кај децата, претпоставам дека се применува одредена терапија. Доколку е алергија, ќе се даде назален спреј, одредена алерголошка терапија. Но што доколку се крениците во прашање? Дали веднаш треба да се пристапи кон нивно отстранување или не, бидејќи се почесто се зборува за нивната заштитна улога, имунолошка улога. Па треба ли да се жртвува природната заштита на телото за да се реши проблемот со рчењето? Не брзаме, затоа што зголемувањето на крајниците може да биде причина нели честите инфекти, најчесто тоа се дечиња кои што се во градинка, меѓутоа и алергијата доведува до зголемување на крајниците. Како ќе ја дадеме таа терапија и за алергија, и самите родители пријавуваат дека битно се подобрени, дека тие симптоми на рчење се намалени. Каква терапија конкретно се дава? Носните назални кортикостероиди, антихистаминици, има и друга група која што поретко да речам ја даваме, антилеукотриените, најчесто назалните кортикостероиди. И после 2-3 месеци на следната контрола, голем дел од родителите кажуваат дека децата се подобрени. Кога е полесна формата. Веќе, ако симптомите се уште траат, во тој случај, кога е обструктивна ноќна апнеја, во тој случај се советува вадење на крајниците. Иако одаваме одреден период да видиме дали ќе се подобри детето. Така, вела дека со растот крајниците се намалуваат, па вреди понекогаш да се чека? Чекаме, самото тоа што даваме одреден период со месеци да видиме со таа терапија како е. Да, меѓутоа кај деца се чека? 3 до 6 месеци контроли. Дури и во светот, и во гајдлајнсите, педиатри наспроти ушни лекари, тука педиатрите се повеќе за да се почека. Ушните лекари почесто одат кон тоа вадење на крајниците, меѓутоа и во нивните студии се укажува дека после квалитетот на животот кај тие деца има подобрување на симптомите, битно подобрување на симптомите после вадење на крајниците. Така, понекогаш е потребно да се извадат трите крајника? Да. Повторно тоа е индивидуална проценка, зависи од самото дете. Колку време по интервенцијата може да се очекува подобрување кај детето? Веднаш? Дури и веднаш. Во сонот? Да. Некои деца, односно родителите пријавуваат дека има веднаш подобрување, кај други и покрај извадените крајници има некои деца што и понатаму постојат тие прекини во дишење. Односно треба еден период на адаптација за да се смири детето комплетно. А дали кај децата кои што имаат ноќна апнеја, кај кои што операцијата на крајниците не ги дала посакуваните резултати, може да се користат оние уреди, маски за спиење како и кај возрастните? Тоа се веќе посериозни состојби. Најчесто вадењето на крајниците е третман со кој што веќе има олеснување на симптомите. Меѓутоа има и дечиња, најчесто тоа се покомплексни заболдувања на кои што им треба ваков уред. Пред да се пристапи кон оперативно решение, дали можеби претходно советувате да се применат некои неинвазивни решенија, например детето да спие на повисока перница? Странична положба на спиење, антиалергиски лекови, ортодонски помагала за децата кои што имаат неправилна поставеност на долната вилица. Во зависност диета, детето има. Да, секако. А дали сувостан ендокринолошки преглед, особено кај децата кај кои што гледаме на вистина дебелина која што па и со диета можеби ќе се среди, меѓутоа треба и ендокринолошка проценка посериозна. Дали може сувиот воздух и климауредите исто така да доведат до рчење кај децата и дали во тој случај да речеме навлажнувачи на воздухот би го решиле проблемот? Помагаат. И редовна тоалета на носето со физиолошки раствор, особено кај дечиња кои што се во градинка, тоа секако една од препораките. Да. А што е со оние дечиња кои што имаат олабавен тонус на мускулите на лицето и на грлото? Дали кај ни физиотерапијата може да помогне?
И вежби за дишење, вежби за голтање. Значи логопедскиот преглед, кај нив би бил решение? Деломно, да. Меѓутоа не за конкретно за обструктивна ноќна апнеја како помошен третман, да. Како помошен третман? Да. Добро, значи тоа е обструктивна ноќна апнеја, но оние дечиња кои што го имаат овој проблем со речењето поради олабавената мускулатура, со подобрувањето на мускулатурата би можело да се очекува дека целосно ќе исчезнат сите проблеми во сонот? Како помошна терапија, не. Тоа, би им помогнало, затоа што тие деца дишат преку уста, носот е постојано затнат, да ги научиме тие деца да дишат преку нос. Иако тие вежби за дишење преку нос треба да почесто да им ги објаснуваме на пациентите. Дали откако ќе се примени третманот и ќе се забележи подобрување во проодноста на воздухот и децето ќе почне да спие помирно и ќе има подобар сон, може ли веднаш да се очекува и подобрување во квалитетот на животот? Да. Токму и така доаѓаат родителите. Презадоволни се после тоа, затоа што после толку непроспани ноќи наеднаш имаат и тие добар сон и нивното дете. Кога советувате родителите да се јават на лекар? Во кој момент? Доколку забележат некакви проблеми во сонот кај нивното дете? Децата најчесто се предшколска возраст, дечиња што одат во градинка, дечиња кои што имаат чести респираторни инфекции, тие секако обавуваат лекарски прегледи, меѓутоа кога сонот станува непродуктивен, односно децата често се будат, отежнато е дишењето, ги забележуваат тие прекини во дишење, секако да се јават на лекар за поопсежни испитувања. Сега, дали овој проблем може да исчезне само од себе? Зависи од тежината на состојбата. Значи може да се случи тоа? Кога е со студиите на заспиење, односно со ноќната полиграфија, ние отредуваме тежината. И таа варира од лесна, умерена до тешка состојба, или имаме уреден наод на полиграфски. Кога е уреден наод или кога е лесна форма, ние поедноставно на родителите да им кажеме, да им дадеме време со одредена терапија, да почекаат, да ги следиме децата. Кога е потешка форма, веќе препорачуваме вадење на крајниците или дури кај посериозните дечиња употреба на помагалата за дишење. Колку често во Универзитетската клиника за белодробни заболувања Козле доаѓа дечиња со ваков проблем? Често доаѓа, затоа што ние сме сепак болница за респираторни заболувања. Симптомите од носната, затнато, сотежнато дишење во текот на ноќта, рчењето се чести симптоми. Поред во светски рамки генерално во педиатриска популација од 1 до 5% од децата рчат, а па од тој процент околу 15% се деца кои што имаат едноставно рчење. А што значи тоа? Едноставно дека ете такви повремени рчења немаат сериозни последици, а тоа го докажуваме преку прегледот педиатриски, орала преглед, алерголошките тестирања, понатаму со полисомнографија. Значи не секогаш рчењето остава последици по детското здравје. Ноќната апнеја е всушност тоа што представува проблем. Тоа е сериозна состојба за која што сепак треба родителите да бидат запознаени дека може да постои такво нешто. Среќа е ако откриеме дека нема дека нема апнеи и со самото иследување. Инаку апнеите, да појасниме, се прекини во дишењето за време на спиењето. За време на спиење. Колку такви епизоди може да се случат во текот на ноќта? Кај децата не толерираме многу и при проценката на сериозноста на тежината, кај децата границата е сведена на минимум. Значи не дозволуваме и во однос на бројките, ако до
5 апнеи во еден час, кај возрастните ги сметаме за нормални, кај децата една апнеја во еден час ја сметаме веќе за патолошко, односно дека нешто се случува. Значи тука нема толеранција кога станува збор за детска возраст. И тоа е проблем кој што бара итно и брзо решение. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што на родителите им ги објаснивте овие важни аспекти поврзани со речењето кај децата за време на сонот. Ми беше драго. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и гледајте не секој понеделник кога зборуваме за детското здравје. Ви посакувам пријатен ден.